Во духот на денешниот ден, меѓународен ден на младите, ќе слушнеме како младите од регионот, но и од Европа, преку заеднички иницијативи, соработка и размена на идеи, придонесуваат за позитивни промени и промоција на европските вредности. Во ова линковско вклучување разговараме со Иван Дургутов, координатор за партнерство и вмрежување во мрежата на млади европски амбасадори. Иван, добро утро, добре дојде во Македонија наутро и нека е честит денешниот ден, меѓународен ден на младите. Добро утро и благодарам за поканата. Кажете ми на почеток на разговорот, што за вас лично значи меѓународниот ден на младите и каква порака носи овој датум за младите во регионот, но и во Европа? 12 август како еден од деновите од 365 дена кои што го посветуваме официјално на младите, всушност не потсетува дека младите како категорија заслужуваат сепак многу повеќе од само еден ден. Овој ден повеќе служи како една символика, се потсетиме на тоа што сите кои што се вклучени во процесот на младите, сите заинтересирани страни, младите, сами по себе, меѓутоа и државните институции, што тие прават на тема млади и колку всушност се среќаваат со младите, соработуваат со младите и колку време од својот ангажман посветуваат на тие млади. Верувам дека овој ден служи како потсетник, односно како ретроспектива на она што во текот на претходната година е направено на тема млади и во Македонија, меѓутоа и надвор од неа, и служи да се потсетиме дека колку и да звучи како флоскула, младите не се само иднината на оваа држава и иднината на светот, меѓутоа се и незината сегашност. Така, во најавата споменав дека сте координатор за партнерства и вмрежување, па кажете ми како мрежата на млади европски амбасадори преку своите активности придонесува за промоција на европските вредности и активно граѓанство кај младите? Зборот млади ние го имаме во самиот назив на мрежата, што кажува дека тие се нашиот главен таргет, односно нашата главна таргет група. Работиме со млади од 6 држави на Западниот Балкан, што значи дека соработуваме со млади од Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и Србија. Работиме на тој начин што всушност ги потикнуваме младите да бидат активни граѓани или ние како што ги нарекуваме да бидат носители на промени. Тоа значи дека младиот човек кој што речиси секојдневно е исправен пред предизвикот дали својата иднина да ја продолжи во земјата во која што се наоѓа или тоа да го стори некаде надвор, најчесто во западниот дел од светот. Всушност ние преку нашата мрежа му нудиме една алатка, една можност да се активира и дома и да направи нешто преку различен број на активности како би можел да ги анимира и младите околу себе, меѓутоа и младите како поширока категорија на граѓани. Кажете ми, Иван, колку е важно младите од Западен Балкан да се вмрежуваат и да соработуваат, особено во време на глобални предизвици? Сметам дека е многу важно и би дал еден конкретен пример, односно би го поистоветил ова со една зграда. Ако сите ние живееме во едно колективно домување, некоја прва природна појава која што ни доаѓа е да соработуваме со комшиите кои што се на нашиот кат, па со останатите комшии кои што се над нас, под нас и така натаму. Истото е и со Западниот Балкан и со Европа. Доколку сакаме некаква соработка, мораме да почнеме со оние земји кои што се наоѓаат најблиску до нас, тоа се околните земји, нашите соседи кои што всушност дефинитивно се оние кои што се први за соработка и преку чија соработка всушност треба да покажеме како ќе изгледа соработката и понатаму еден ден кога регионот ќе стане дел од Европската унија. Во време на се поголемо иселување на младите не само од Македонија, туку и од другите земји од Западен Балкан, кои мерки, можности сметате дека се клучни за тие да ја гледаат својата иднина во регионот и активно да придонесуваат во неговиот развој? Кога зборуваме за миграцијата од овој дел од светот, од овој дел од Европа, мораме да се потсетиме и да се навратиме дека миграцијата не е феномен кој што го среќаваме само кај денешните млади. Доколку се навратиме на старите македонски народни приказни и на најстарите дела кои што сме ги обработувале во рамки на формалното образование, ќе се посведочиме на тоа дека иселувањето не е непознат феномен за овој регион, како би можеле истото да го ублажиме, односно да го превенираме, би кажал преку најразлични мерки, а пред се и над се преку слушање на младите. Тоа значи дека младите секогаш треба да бидат вклучени во сите оние процеси кои што се однесуваат на нив и тоа да не биде правено на символичен начин и декларативно, туку да биде суштински. Секогаш кога се работи за некоја младинска политика, за некоја младинско прашање, да бидеме сигурни дека младите се навистина прашани и едноставно да видиме што е тоа што може да ги поттикне младите да носат поинформирани одлуки
и кога се работи за миграцијата, барем да сведочиме на информирана миграција. И за крај на овој наш разговор, која е вашата порака по повод меѓународниот ден на младите? Мојата порака би била уште еднаш да им го честитам овој ден на младите, да ги потсетам дека треба да го слават овој, меѓутоа и сите останати денови во текот на годината и да бидат онаму каде што сметаат дека е најдобро за нив. Без разлика дали е тоа дома или надвор, доколку се решат за образование или живот надвор, сепак да не ги прекинуваат сите врски кои што ги имаат со својата татковина. Иван, ви благодарам за гостувањето во утро во Македонија на утро. Разговаравме со Иван Дургутов, координатор за партнерство и вмрежување во мрежата на млади европски амбасадори.